Ако не следите од некаде 5 минути пред 7 часот, тогаш знаете во онаа најава листањето на делот содржините ви кажавме која е една од нашите гостинки. Задоволството е мое. Многу интересна приказна која што ќе се обидеме да ја раскажеме во овие 15 на минути, барем дел од неа. Убаво е кога една мајка нели се она што или барем дел од она што се случувало во животот се обидува да го приточи во нешто што значи роман, Гласот од тишината. Беше промовиран неодамна, имаше многу луѓе кои што дојдоа на промоцијата. Имаше еден доктор Мирослав Пендаровски кој што напиша многу убав предговор, кој што го имам пред мене и ќе се обидам заедно со некои извадоци од него само да испровоцирам ова, како да кажам, мајка која што е херој. Морам да кажам херој, ама како рековме и вашиот син исто така е херој. Херојство е во ова време кога многумина сакаат нели да ги заташкаат, да ги стават по чиргиче работите. Вие се обидувате не само да работите со него, не само да имате одлични резултати, туку да им кажете и отворено на сите луѓе дека гласот од тишината кој што сте си го чувале длабоко веројатно во себе, треба да го кажете. Здраво живо за Мила Мимиша Постоловска. Ви благодарам. Пред се ви благодарам за поканата што ме повикавте да присуствувам и драго ми е што сум тука со вас. Воедно за Гласот од тишината не произлегува од мене, туку произлегува од мојот син, кој што е дете со аутизам, исто така и од него научив доста работи, кој што ме научи на љубов, на човековите вредности, но на што ме недостасува на општеството и исто така и прифаќањето за аутизмот во нашата држава. Да, што направивте, Мила, кога дознавте дека вашето дете има аутизам? И ми рековте тоа беше, како да речам, по сериозна форма на аутизам, ако зборуваме за Да, он беше со тежок степен на аутизам, да кажеме Канаров, кој што буквално не знаеше кој му е мајка, кој му е татко, ништо, каде што имаше доста работа, доста упорност и сега е дете со Аспергер, надпросечна интелектуалност. Оди во редовно училиште, 4-то оделение си ја. Наистина беше процесот тежок, но за мене беше воедно и исполнувачки и среќен, затоа што тој ме научи што е љубов. Како успеавте? Со упорност. Да? Да. Кој ви помогна на пат? Сама. Сама? Сама. Што значи сама? Каде тргнавте? Мечинството. Да? Мечинскиот инстинкт. Што се правевте? Работевте со него? Да, се работеше со него, значи по мои принципи. Почнавме да посетуваме дефектолог, но го прекинавме, затоа што сватив дека повеќе треба да се фокусирам на психолошкиот дел кај него, така што јас се фокусирав на тоа да работам со него и да бидам упорна, авторитетна, затоа што децата со аутизам знаат понекогаш и нели секако си имаат тантруми и аутизмот е широк спектар, сепак има доста степени кои што нели зависи од степенот и тежината. Јас навистина успеав со доста напори, со доста едукации, се доедуцирав исто така како до инклузија и до прифаќање нели на децата со аутизам, АДХД, дефицит на внимание и сето тоа што ми даде една голема значи поддршка школото пред се, за да можам јас тоа да го принесам кај него, а воедно и неговото прифаќање на моите напори према него. Како ги видовте резултатите? Кога почнаа резултатите? Колку време ви требаше за првото нешто, да речеме, да е како производ некој на вашата упорност, љубов и се нешто што правевте? Целиот процес ни траеше 7 години. Значи 7 години јас бев фокусирана да работам само со него. Добро. Секојдневно? Секојдневно. Учевте од него? Учевте? Од него. Најмногу? Да. Тој ме научи на се. Затоа што јас не чекав тој да дојде во мојот свет. Туку јас навлегов во неговиот свет за да можам поубаво да го видам светот и светот е попрекрасен во неговите, кога се гледа преку неговите очи. Затоа што тој светот го гледа со љубов. Го гледа со искреност. Додека многу други луѓе околу нели од околината кои што не обкружуваат, не ги гледаат така работите, ниту децата кои што се со попреченост, ниту ги прифаќаат. И сега гордо може да кажете дека тој е надпросечно интелигентно дете и дека може да, не знам, да стане некој научник можеби утре. Да. И ќе биде одличен пример за тоа дека нели од до се случил сосема поинаков спектар на работи, да речеме, Да, така? да. Да.
Ова има случајно, има примери во светот кога? Па има примери, на пример Ајнштајн, кој што не зборувал до 9 години, Добре. а потоа станал доста познат и ден денес учиме од неговите теории. Бил Гейтс е исто еден кој што е од луѓето кои што имаат аутизам, а еве докаде достигнал. Секако и кај него има исто такви делови каде што бројките, помнењето, перцепцијата на гледање на работите му е навистина јака и имаме резултати одлични со него. Да. Како се вика синот? Леон. Леон. Како е сега разговорот? Заради тоа што сега пак колку што ве разбирам, нели неговиот свет останува негов свет, нели тој останува во својот собствен свет кој што може би е поубав од, како велите вие самата, од овој нашиов, да речеме, на овие како нормалниве, а всушност како велите вие исти. Тој е различен, а ние сите сме исти во истоста. Да. А како ќе го научите пак сега да препознава што значи лоши луѓе, нели? Лошоста која што ја има кај луѓето. Затоа што таа ќе му биде сега проблем, веројатно, во овој дел. Тој самиот си го препознава тоа. Навистина? Да. Значи, при самите детски игри, тој знае да дојде до мене и да каже, мама, јас не сакам да се играм повеќе со овие деца. На моето прашање е зашто си, не? Затоа што кажуваат лоши работи. Значи, тој веќе почнува, но сепак се уште во него постои на доброто. Сите деца се добри, сите луѓе се добри. Да. Кога тргнавте во училиште, тргна во инклузивно училиште, во нормално училиште, да речеме. Да, во редовно, да кажеме. Значи, си тргна од прва оделенија и навистина имав голема поддршка од целиот наставнички кадар, вклучувајќи го училиштето, од дефектологот Андријана, од неговата наставничка Виолета Николин, што навистина сум и благодарна, што даде се од себе. Прифатена премногу од учениците, го сака дури како свое братче. Навистина, јас сум презадоволна, напредуваше од година во година, еве веќе сега дете кој што чита самостално, дете кој што самостално си ги работи задачите. Да, има изработена и ОП програма, но тој сепак не сака да работи таа програма, ја одбива, сака да учи како и другите негови соученици. И го совладува материјалот во училиште. Одлично. Што очекувате вие? Што би посакале сега? Јас само би посакала, значи, сите луѓе да го согледаат примерот, дека треба да бидеме и оние родители кои што имаат деца со попреченост, пред се никогаш да не се откажуваат од своето дете, да работат доволно на себе, за да може да го постигнат тој резултат. Затоа што кога сме доволно свесни и доколку си го прифатиме веднаш проблемот, да не се навраќаме во минатото. Не е битно од каде дошол аутизмот и како се предизвикан. Не е битно за тоа да се занимаваме и да трошиме време. Трошиме време, а времето многу брзо ни лета. Затоа ни е потребно, за да го прифатиме веднаш, да се соочиме и да продолжиме со работа. Само така ќе успее тоа дете. Да. Колку ви помогна и семејството во целата таа поддршка? Семејството ми беше поддршка од почеток, секако дека им требаше малку едукација, сепак тоа беше некој нов поим, како што и за целата наша држава и општество, кој што се уште има луѓе кои не може да го разберат тоа, но сепак имам поддршка голема. Кога и да ми затреба... Имате кирка поголема, така? Да. Колку таа пак е со Леон, колку таа е разменува? мојата десна рака. Така? Да. Ви помогна во целата оваа приказна? Во целата. Како тргна пак приказната во пишувањето? Пишувањето ви беше начин да им помогнете и на другите родители, на нас сите, да си кажеме дека еве една ваква приказна може да донесе уште многу дузина успешни приказни како вашата. Пред се книгата не е само посветена на децата со аутизам и на родителите со кои што имаат деца со попреченост. Книгата е сеопфатна, која што секоја индивидуа ќе се пронајде во неа. Зашто секој ден ние се соочуваме со некој предизвик, а не го прифаќаме, создаваме отпор. И со самиот отпор се создаваме проблеми уште поголеми. Така да во секој текст кој што е произнесен има и поеми, има и стихови. Секаде ќе се извлече некоја поука од сопствено доживеано искуство. Што ви рече Леон? Ја проучита книгата? Да, тој читаше еден дел, Срцето знае сина мој, баш на мојата промоција стана и ме изненади. Прво дојде ме макна во чело. Аха. Да.
Истото го очекуваше и јас да му го вратам, нели, Да, повратен нормално. бакнеш. Да. И самиот си кажа, би сакал да прочитам нешто. Аха. Да. На промоцијата? Да. Добро. Да. И? И ме изненади кога ја одбрав страна број 30. По бројките му се... Да, секогаш велат за Бројките многу добро ги специфични, помни. така. Јас не знам што се наоѓа на 30-та страна. Леле. Тоа беше текстот "Срцето знае сине мој" и ја читаше пред сите. И? Плачевте Течно. заедно? Па имаше, да, се озира дослици, Да. занадување. Многу е битно да се има трпеливост со децата, не само со атипични деца, туку и со типичните. Верувате дека родителите живеат во навистина забрзан свет? Мислам, живееме сите, Да. но мора да се има време и за децата. Така. Мора да одвоиме време. Колку време одвојувате? Одвојувам. Одвојувавте? Одвојував на не работев долг период, повеќе се посветив на едукација и на тоа да се посветам на своето дете. Затоа што парите не може да ми го купат тоа што денеска јас го успеав и со Леон. Воедно работев и со ќерка ми за да го прифати процесот, затоа што не се само 2 години разлика. Така. Да. Да го прифати својот брат, кој што го прифати на вистина и еден без друг не може. Да, вистина. Да. Да. Сега, значи, како да кажам, Леон е брат и другар на сите во оделенија, така? И покажува добри, одлични резултати во она што го прави. Токму така. Аха. И сега, кога орденот ќе дојде само Амела? Ке си каже време. Да. Очекувањата се дека ќе продолжи со така редовно училиште, Со редовно ќе си училиште ќе напредува. Секако јас не одам во иднината, немам потреба да одам, Така туку е. се фокусирам на сегашноста и секој ден. не посакувања како се, ни носи, желбите се оние кои што Па, многу родители се поставуваат прашања, што ќе биде, како ќе биде, ама дали ќе успееме, па нема да успееме, а не разбираат дека моментот е овде и сега. Дека треба да се работи овде и сега за прашањата кои што се ги поставуваат ќе бидат одговорени со текот на времето, природно. така е. Да. Се јавија ли некои родители на деца со Да, атипичен развој? Што ви рекоа? како успеавме? И? Истото прашање што ми го поставивте и вие. Да. Не, дали побараа совет како Побараа. и тие да успеат во својата приказна? Побара, сите тоа го побара, што јас навистина бев во многу еден процес, прво пред се збунувачки, не очекував дека толку ќе допре до сите мојата книга, а не само до родителите кои што се со деца со попреченост, туку и до родителите кои што немаат деца со попреченост и до луѓето кои што и немаат деца, затоа што се изгубија вредностите. Сите трчаме по материјалното, али духовното го изгубивме. меѓу себе, така е. Да. Тоа го има и во книгата, барајќи се себе си. Љубов му треба на светов, а ние никако да сватиме, така некако, нели? Љубов му треба, љубов секој поседува во себе, не треба да ја бараме од другите. Кога јас имам љубов и друг ќе ми подари љубов. Така е, да. Сте рекле, Вилија Мила, аутизмот е поблиску до вистината од лажната здравост. Тоа е крик кон автентичната оригиналност наспроти лицемерната социокултурна лажливо прифатена псевдоавтентичност скроена според правилата на мноштвото наспроти крикот на оригиналната посебност на тришниот свет. Успеавте, ви дозволи Леон, вие си помогнавте со сето она што значеше едукација, вие си знаете како успеавте, нели? Но што имаше внатре во неговиот свет? Што видовте во светот на Леон? Среќа, Среќа. љубов. Во тоа што верува во доброто, во луѓето. Светот го гледа на поинаков начин. Ве направи вас некако Да, поинаква? да. Ви помогна во... Со него, значи, ја постигнав трпеливоста, ме научиш како е да се биде трпелив. Да Трпелив. Да. Браво. Значи, премногу трпеливост. Со таквите деца треба смирено, затоа што тие се многу сензитивни и чувствителни. Не треба да имаме викање, не треба да имаме нетолеранција. Тоа е единственото нешто и тоа е прекрасно нешто да се доживее и да се види. Значи сега сте поубава личност. Се викате поубава, мислам, нели, секако. И внатрешно и надворешно, Да. секако и ва научи вашиот син. Да. Така е. За сите нас, значи, така ќе си кажеме на крајот, ви благодарам многу
останете херој и понатаму, кога ќе посака Леон, би сакал и тој да дојде овде со вас и да ни ја раскаже својата Тој приказна. посака утрово. Посака? Да. И зошто не го донесовте? Само што јас му кажав, сина не може сега дичење таму, кога ќе дојде време. Значи викам, следниот да. пат може дичење, само кажете му. Да, Да. секако. Може така? Може секако. Воедно би сакала, доколку ми дозволите, да им се заблагодарам на издавачката куќа Збор и би сакала да ги замолам сите гледачи од мене да не ја побаруваат книгата, туку може да се ја зимат од книжарница Збор, да си ја Добро. нарачаат за надворешните градови, затоа што мене ми создават на вистина дополнителен притисок. Секако со посвета, доколку сакаат, не е проблем, јас ќе им ги напишам Пуштиш, посветите, така. да. Да. Ви благодарам многу уште еднашка за поканата и се Секогаш. надевам ќе се видиме повторно на овој пат со Леан. Така Ќе е. го запознаете. Ве молам, би сакала да го запознам тоа дете. Драго ми е што го слушам ово. Така е, да. Ви благодарам, Мила, уште еднаш за оваа прекрасна инспиративна приказна. Само да им кажам на оние кои што можеби не го гледаа овој разговор, гласот од тишината е нешто четиво кое што веројатно секој од нас треба да го прочита, заради тоа што, како велеа Мила, некаде во барањето на материјалното ја изгубивме душата и ја изгубивме љубовта која што секој од нас ја поседува. Ете, со оваа порака ја завршуваме оваа инспиративна приказна и продолжуваме натаму со следните содржини.